Со интонирање на ромската химна, подигање на ромското знаме, читање ромски творби и доделување ваучери. Во Штип денеска се одбележа 8 април светскиот ден на ромите. Настанот се одржа во општина Штип во присуство на градоначалникот Иван Јорданов, како и останатите представници на општината, училиштата, градинките, универзитетот, како и ученици и студенти од градот. Во фокусот и годинава беше образованието како клучен фактор за подобра иднина. Најуспешните основци, средношколци и студенти роми добија вредносни ваучери како признание за нивниот успех. Во општина Штип се организираше свечено одбележување на денот на ромите 8 април, каде што на јарболот на општината беше поставено ромското знаме. Во однос на одбележување на идентитетот на ромската заедница беа интонирани двете химни, на македонската и ромската химна. Исто така во свечената сала на општина Штип се одржа настан, каде што заедно со градоначалникот на општина Штип, нашите соработници РРЦ Скопје и Сонце од Тетово, кажавме повеќе околу историјата на ромите. Понатаму продолживме со презентирање на ромски творби од страна на учениците од основните и средните училишта. Понатаму продолживме со доделување на ваучери од страна на градоначалникот за најдобрите ученици во основните, во средните училишта и од Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Со цел поголема интеграција на ромската заедница, општина Штип секоја година ги наградува најуспешните ученици, посочи градоначалникот Јорданов, нагласувајќи дека институциите работат на намалувањето на дискриминацијата. Секоја година општина Штип доделува признанија до неуспешните ученици во основните, средните училишта и универзитетот, факултетите, со цел да се стимулираат и мотивираат преку образованието да се полесно интегрираат сите представници на ромската заедница во општеството. Затоа што клучот за успех во општественото делување е образованието. Секако, преку нашето секојдневно делување, институционално делување, во рамките на нашите можности, верувам дека институциите работат на она кое што е појава, а тоа е дискриминацијата на ромите, подобрување на нивниот социоекономски статус, кој е исто така суштинска потреба, затоа што најголем процент од ромското население се соочува со овие предизвици. Верувам во институционалните капацитети за да се промени овој статус. Инаку Меѓународниот ден на ромите е прослава на ромската култура и подигање на свеста за проблемите со кои тие се соочуваат. Денот службено бил прогласен во 1990 година во Полска, местото каде што се одржал 4-тиот светски ромски конгрес на Меѓународната ромска унија во спомен на првата поголема меѓународна средба на ромските представници.